Пред некој ден седам со еден мој пријател и пријателов ми вели: абе, знаеш дека оној таче е рамноземјаш? Значи верува дека земјата не е топка, не е тркалезна, туку дека е рамна плоча. Види бе, му викам, знам дека како малу тоа Куманово го викале ќурка. Тоа е општо познато. Така барем го раскажуваат и овие што им бил директор во Телеком. Ама баш дека е рамноземјаш, бе, не знам, бе, човек, прв пат слушам. Само што, ако го погледнеш вака од него, може тој да се очекува дека е рамноземјаш. А чекај бе, му викам, а како мислиш, бе, рамноземјаш? Стварно он мисли дека земјата е рамна? Не, бе, ми вика, Саше, верува дека земјава е богата и дека оди напред. А тоа ти исто ко да верува дека земјата е рамна, беш му матер. Ако не и бетер од тоа. Викам. Па ако гледаш, така он верува во многу непостоечки работи. Во фантомски работи. И не само што верува, туку се труди од петни жили нас да не убеди дека е тоа така. Ете, гледаш дека е рамноземјаш, исто и тие веруваат во непостоечки работи. И се трудат да не убедат сите нас во тоа. Знаеш бе, му викам, стварно бе се понаша тој таче кој некој рамноземјаш, си тера он по своето заглавен во корупција, сиромаштија и омраза кај народот. Ама во неговата глава се цвета, се пупи. Доаѓа нова пролет, по кој тој се замисла дека ќе биде пак новиот премиер до 2030 година. Не цркни магаре до зелена трева. Туку знаеш што е најгрдата вистина кај рамноземјашите за која и те како се свесни? Така ми вели овој пријател, ја му викам, која бе, брат? Па и тие, вика, исто како таче, длабоко веруваат во себе, знаат дека се глупираат, ама заработката од нивните предавања и книги не им дозволува да се вратат назад. Нема каде назад. Викам, сакаш да кажеш, му велам, митото и корупцијата со другарчињата од Дуи не му даваат да се врати назад. Значи, он е свесен дека е корумпиран, дека краде, ама ај сега врати се назад, кој си тргнал по тој пат. Малце е тешко. Така ми вели пријателот, да си жив. И се чукнавме со тоа ракиичките, заатер на рамната земја и во која е бинава на таче, тоест козо е бинава на таче. Ете и пред некој ден, Андјушка го стајле на црна листа кај американциве, па се жале. Се жалело, плач. Аман, заман, зошто јас на црна листа? Таче, вика, не го познава, го знал само од телевизија, у вестите го видел, која гореле тамо некои бараки тамо, а црпнати од зоќе, па одма излезе да го брани. Па кој на кого, ако не, нели, секој на својот. Не, ке беше чудно ако не излезеше да го брани, затоа што се привлекуваат ко Јин и Јанг, пардон, ко Бони и Клајд. Ко Мохамед Али и Фрейзер, не. Ко Боро и Рамис. Абе, ме разбирате што сакам да кажам. Да, најмногу се привлекуваат како Ал Капоне и Дон Корлеоне. Тоа е точната споредба. Па после Ангела пак излезе да му каже дека џабе се бунел. Знаеле они дека он многу корумпиран, притоа, нели, откривајќи Америка, само им било криво што фрлиле 500 милиони долари за борба против корупцијата, која што, нели, даде резултат 0. Бе, Ангелче, ти и твоите предходници ги фрливте тие 500 милиони на комуњарите, што е, да се разбереме, различен поим од комунисти, а од комуњарите со нивните медиумски ликови како Борјан, Амон, Чом, Асма и други, можете само да се сликате во круг. Ни пари, ни борба против корупција, само личен джеб. Да ми дадевте мене некој денар, долар, што да е, или на други независни контрамедиуми, ке направевте баланс и вистинска борба. Вака со комуњари, марксисти, ленинисти, одуи толку, до толку дофрла копието, корупција и етничка омраза. Максимум резултат, или во превод, се е отплячкано и се уште сме на почеток. Се мрзиме, очи не ќеме да си видиме. Така е кога нема лев и десен баланс, или минимум еквилайзер, онака како на
Или оној како на Дензел Вашингтон. Како им скрши кичмата и тоа, на сите ми скрши кичмата. Цак, 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 цак. Патал ги направи. Па да влезе некој како Дензел на 2-3 локации да рати со држава од битанги. Ама ова не е амерички филм. И пошто не е амерички филм, најакиот играч што го имате Таче Ќуран, познат во Куманово. Знаеш, ние како мали мнозинството имавме прекари Миле Брзиот, Перо Швалерот, Тања Пичишчено, Сашо Спермана, Томче Распусто, кој што се убитол овие ваквиве, Ванес Мудла, Зоки Лепирачето, Цаци Греачот, Бети Цицка, Алек Путка, Тони Корнер, Цуци за ме повуци, Акачи што ти го закачи, Тоде што ти го збоде, Тони овој во панталони, Милица во Вилица, до Вилица, и други така согласно прекари, согласно способностите и вештините забележани, нели, како Божја дарба кај тие кои што ги добиле прекарите. Веројатно Тачи имал квалитетна дарба, бидејќи својот прекар Ќуран или Ќурка го добил по едно прекрасно животно мисирот, или бидејќи од Куманово, а тамо владеев србизми, значи од Ќурку, што значи Таче Ќурка. А Таче многу сакав американци, што ќе му кажев. Американци само што завршише со Thanksgiving и потепаше све ќурке у Америку. Ск ќе почне Божиќ и ќе дотепа и оно што е остало од ќурке по свету. Толку Таче од американци. Ќе отиднеш за празник, дали ќе буде Великден или 1 мај, ти си бирај. И не сери кваке кад не си бравар, Таче.